Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Бубе од градинката 8 март. Денес заедно ќе се запознаеме, а и ќе учиме за водата која живот ни дава. Дали сме подготвени? Дали некогаш сте се запрашале што е водата која ни значи живот? Веројатно не сте, затоа што секојдневно сме опкружени со неа. Дали знаете дека нашата планета Земја е составена од 70% вода? Ајде сега, сите заедно да размислиме зашто ја користиме водата. Зашто таа ни е потребна? Водата, другарчиња, ја користиме за пиење. И сега сакам да ве прашам нешто. Што чувствувате кога подолго време не сте се напиле течност? Ожеднувате. А колку би можеле да издржиме без вода? Човекот без вода не може да издржи повеќе од 2 дена. Доколку не пиеме вода, нашето тело ќе дехидрира. Затоа е потребно секојдневно да пиеме од 2 до 5 чаши вода. Водата, другарчиња, ја користиме и за одржување на личната хигиена. Секое утро, кога стануваме од спиење, треба да ги измиеме забите, лицето и рацете. А во текот на една седмица треба и 2 пати да се избањаме. Замислете, другарчиња, што би се случило доколку нема вода? Ајде само да размислиме. Водата ни е потребна и за готвење. Секојдневно нашите родители, за да ни сготват вкусна храна, користат вода. Водата ја користат за да го измијат овошјето, зеленчукот и се она што е потребно за да се сготви еден вкусен оброк. Потребна е водата и да се измијат чиниите, чашите и сите валкани садови кои биле искористени во текот на оброкот. Сега, другарчиња, сакам да ве прашам, дали вие дома помагате во приготвување на вкусна храна? Или пак можеби на некој вкусен десерт? Водата ја користиме за наводнување на растенијата, за да се засадат и нормално да растат и за да се развиваат, потребно е да се обезбеди доволно количество на вода. Со самото тоа, ние ќе имаме здраво овошје и зеленчук. А сите знаеме дека со самото јадење на овошје и зеленчук, ние ќе бидеме здрави како дрен. Водата им е потребна и на животните. Има многу животни кои живеат во реките, езерата, морињата и океаните. Доколку нема вода, нема да има живот за животните. Ајде, другарчиња, сакам да размислите кој живее во реките, езерата, морињата и океаните. Загатувањето на водата е штетно за нас, но и за останатиот жив свет. Ајде сега да ве прашам, колку од вас виделе загаден поток, река и езеро? И каква еколошка катастрофа може да се предизвика? Затоа е потребно сите да бидеме разумни. И секој отпадок што ќе го направиме, потребно е да го фрлиме во корпите за отпадоци. Ако сите сме разумни, ќе имаме чиста и здрава животна средина. Водата треба и да ја штедиме. А дали знаеме како? Кога миеме рачиња, лице, заби, потребно е водата да ја запираме и по потреба истата да ја пуштаме. Например, додека ги триеме рачињата со сапун, нема потреба водата да тече. Исто и додека си ги триеме запчињата. А дали знаеме како се тријат запчињата? Од долу нагоре, како што расте тревата, и од горе надолу, како што врне дождот. Сега за вас подготвив јас и една стихотворба. Стихотворбата се вика Вода. Слушајте внимателно.
Водата е здрава ако е чиста. Водата треба да е прозирно бистра. Чистата и здрава вода може да се пие. Со таква вода лице и раце да се мие. Најчиста вода од извор тече. Најчиста е таа, секој ќе рече. Дали ви се допадна, другарчиња? Јас мислам дека многу ви се допадна и дека истата оваа стихотворба е многу поучна. Како што кажавме и претходно, за да имаме чиста и здрава вода, потребно е сите отпадоци да ги фрламе во корпите, што се обележани, така? Да не расфрламе отпадоци, затоа што така ќе немаме чиста и здрава животна средина. А сега, дали гледате една капка вода, која што на сите нас ни се смее? Да, другарчиња, потребно е сега да земете еден бел лист, фломастери или дрвени боички и истата оваја насмеана капка вода да ја нацртате и да ја обоите. Но доколку некој сака, може и со помош на пластелин да моделира една капка вода. Така, другарчиња? Се надевам дека сето ова што го подготвив за вас ви се допадна, а ако ви се допадна, истото ќе го повториме и следниот пат. Довидување!